Лесно е да имаш принципи кога си богат. Поважната работа е да имаш принципи кога си сиромашен. Успешниот човек создава навика од правењето нешта, што неуспешниот не сака да ги прави. Ако решам да правам нешто, го правам тоа спектакуларно или не го правам воопшто. Кога вработените и работодавците, дури и колегите меѓусебно, се посветени едни кон други, секој има корист. Имам луѓе што работат за мене со децении. Јас ја наградувам нивната лојалност кон организацијата и кон мене. Знам дека секогаш ќе бидат посветени на она што го работат. Можев да затворам дел од British Home Stores, за да заработам повеќе пари, но тоа не е мојот стил. Сакам да правам пари како трговец, а не со тоа што ќе ги оставам моите луѓе без работа. Реймонд Алберт Крок го изгради најголемиот светски ланец на ресторани за брза храна Макдоналдс. Роден е во октомври 1902 година во Чикаго, Илиноис, САД. Во тинеџерските години се обучувал да стане возач на амбулантно возило, за да земе учество во мисијата на Црвениот крст во Првата светска војна. Но војната завршува пред тој да биде ангажиран. Рей Крок бил пијанист и настапувал со повеќе бендови. Свирал джез пијано со познатите Ишам Джоус и Хери Сосник. Постојано бил во потреба по доходовен бизнис. Пробал да работи и во продажба на недвижности, но трговијата со мултимиксери ќе го поврзе со браќата Дик и Мек Макдоналдс во Калифорнија, основачите на првиот Макдоналдс ресторан, кои ги користеле мултимиксерите за познатиот милкшейк. Прави договор со нив за одреден процент да го прошири бизнисот. Отвара уште еден ресторан во Илиноис. Подосна го откупува од Макдоналдсовите нивниот дел и станува единствен сопственик. Преку стекнување на доверба кај потрошувачите во однос на квалитетот на производот и агресивното рекламирање, успева за кратко време да стане препознатлив бренд не само во Америка. Рей Крок почина на 14 јануари 1984 година. Денес, Макдоналдс има повеќе од 30.000 ресторани во 122 земји во светот.